Хаварисани возила по улиците во Штип е секојдневна слика. Стари неупотребливи возила паркирани на обележани паркинг места остануваат на иста локација по подолг временски период, што представува дополнителен проблем да се најде слободно паркинг место во централното градско подрачје. Граѓаните честопати реагираа за ваквата ситуација на терен, бидејќи како што велат, трката по слободно паркинг место е постојана, па повеќе од потребно е да се отстранат старите возила од паркинг местата. Пријавите за вакви ситуации се до комуналниот инспектор, а потоа се издава решение за сопственикот да го отстрани возилото. Во спротивно действува јавното предпријатие Стипион. Ова постапка треба да почне во комуналниот инспекторат. Овде граѓаните имаат можност да ги пријавуваат овие возила. Комуналниот инспектор врши увид на терен и одредува состојбата на возилото, му издава опомена на возилото со конкретен рок за отстранување од страна на сопственикот. Ако овој рок не се почитува, комуналниот инспектор издава решение до јавното предпријатие кое што потоа има обврска да го отстрани возилото од јавниот простор и да го одложи на соодветна локација. Како што истакна директорот Стефановски, секој прекршок на терен во Штип ќе биде евидентиран и по секој ќе се постапува, со цел да се воведе ред во начинот на паркирање, користењето на паркинг местата и истите да не се злоупотребуваат. Јас веќе зборев претходно за санкциите во делот на санкционирањето за возилата. Можам да кажам дека системот е автоматизиран, дека ќе се зачува и евидентира секој прекршок и непостапување, и така да апсолутно ќе нема олеснување за никој и ќе нема ослободување од санкција или можност за непостапување, како што имаше да кажеме до сега. Освен за хаварисани возила, санкции ќе има и за неправилно паркирани автомобили, оставени на тротоари или коловози. Целта е полесно да се најде слободно паркинг место во централното градско подрачје.